едно од најстарите болки во Република Македонија и е присутен во пресудите на Европскиот суд за човекови права. Таму во неколку наврати се вика дека мора судот постојано да ги преиспитува основите на притворот во текот на целата постапка. Не само побарање на самите странки, самиот треба цело време да испитува дали има потреба се уште да се држи некој човек во притвор, и тоа заради тоа што според Европскиот суд за човекови права секогаш мора да има фаворизирање на слободата наспроти на притворот, затоа што човекот кој што обвинетиот, за кој што се води процедурата, мора да се смета за невин се додека не биде донесена соодветна пресуда. Експлицитно му пресудите се вика дека притворот не смее да биде казна. Тоа што експлицитно се употребува овој термин, тоа значи дека Европскиот суд за човекови права утврдил дека притворот во Република Македонија се користи како казна, и судот утврдил во неколку случаи дека не смее да има колективни решенија за притворот, односно кога се станува збор за група на обвинети не смее да се изречи и групно решение за нивни притвор или за продолжување на притворот. Многу се интересни пресудите кои што се однесуваат на слободата на изразување, и во врска со ова јас си дозволив само да извадам два цитати од две пресуди на Европскиот суд за човекови права, кои што мислам дека се неверојатно актуелни во моментот. Според едната вика дека слободата на изразување е применлива не само за информација или идеја која е општо прифатена или се смета за ненавредлива или рамнодушна, туку исто така и за онаа која повредува, шокира или вознемирува. Значи, Европскиот суд за човекови права смета дека слободата на изразување треба да се однесува токму на овие начини на изразување кои што повредуваат, шокираат или вознемируваат поголем дел од јавноста. И вика, улогата на властите во такви околности не е да ги отстрани причините, односно да ги отстрани идеите, изразите кои што повредуваат, шокираат или вознемируваат, туку плуралитетот се состои во тоа да најде државата, да најде власта начин како да обезбеди спротивставените групи кои што имаат различни идеи да се толерираат меѓусебно, односно да можат заеднички да екзистираат.